Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Русија, според оценките на тамошните аналитичари, се повеќе од авторитарен станува репресивен режим. Вината за ова, како што додаваат, е кај председателот на Русија Владимир Путин. Некои во него гледаат пример како може долго време да се остане на власт, но колку ќе трае и што по него. Високите рейтинзи на рускиот председател Владимир Путин често пати ги збунуваат западните политичари и експерти. Некои одбиваат да веруваат дека председателот, која протера Русија од меѓународната сцена, може да биде толку популарен дома. Руски водечки социолози, економисти и политичари се обидуваат да објаснат тајната на феноменалната популарност на Путин. Нивниот заклучок е дека и покрај остриот пад на платите во изминативе неколку месеци, русите продолжуваат да го поддржуваат нивниот лидер, бидејќи тие чувствувале оти тој ги заштитува и од внатрешните и од надворешните закани и ги прави да се горди на себе и на нивната држава. Ваквата поддршка доаѓа во време на конфронтирањето со Западот околу иднината на Украина. Овој судир или ќе зајакнува, туркајќи ја Русија во економска независност, или пак ќе резултира со детант кој ќе го сврти фокусот врз руските внатрешни предизвици. И во двете сценарија рейтингот на Путин ќе биде предизвикан од растечката економска анксиозност кај населението. Во првото сценарио, економската изолација ќе го влоши животниот стандард, при што надворешната конфронтација веќе нема да биде доволна за да обезбеди нивна поддршка. Во второто, луѓето ќе се свртат кон внатрешната агенда и ќе ги видат Путиновите економски падови. Додека во почетокот на минатата година луѓето беа инспирирани од Олимписките игри во Сочи и од анексијата на Крим, подоцна тие се обединија околу надворешниот непријател, вели рускиот социолог Сергеј Белановски, додавајќи: денес гледаме нови причини за страв. Луѓето се плашат да не го загубат тоа што го имаат, а постојат и протести против протести. За време на скоро 15 годишното раководење со руската политика, Путин одговори на различни социолошки приоритети на населението. Но еуфоријата не траеше долго време. Русија беше погодена од економска криза која беше резултат од падот на цената на енергенсите, западните санкции околу Украина и внатрешните економски проблеми. Сепак, рейтингот на Путин остана висок бидејќи, според аналитичарите, луѓето сметаат дека тој ги штити од надворешни закани. Ако бледне украинскиот фактор или конфликтот замрзне, неговиот рейтинг брзо ќе опадне и луѓето ќе се свртат кон економијата и кон внатрешните проблеми, вели Михаил Димитриев. Но има и такви кои се повеќе песимисти. Она што го гледаме е дека луѓето не ни имаат представа за нивната иднина. Тие живеат со репродуцирање на она што веќе го имаат, наведува Лав Гутков, шеф на Центарот Левада, заклучувајќи: главното страхување е да не го загубат и она што го имаат. Според него, русите веќе почнаа да делуваат надвор од длабоко вкоренетата инфериорност и желбата да живеат во голема држава. Тоа пак не значи дека, кога ќе се реши украинскиот конфликт, се ќе се врати како порано. Режимот сега од авторитарен станува репресивен, смета аналитичарот Борис Макаренко, наведувајќи дека најголем проблем во Русија е тоа што различните интересни групи не успеваат да станат моќни и активни на политичко ниво. Како последица, политичкиот пејсаж е безличен и во него единствен активен играч е владата. Советскиот режим ги потисна сите социјални, етнички и културни поделби, а тие се досега не се надминати, вели Макаренко. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Секој авторитарен режим се труди да воспостави апсолутна моќ со цел да се ги оствари своите цели, а не оние на граѓаните, вели професор Здравко Савевски. Според него, власта во Македонија воспостави контрола не само врз законодавството и судството, туку и врз органите кои треба да ги контролираат овие институции. Господине Савевски, дали авторитарните режими подразбираат неограничена моќ, односно ситуација во која што власта може да прави буквално се што сака? Да, значи секој авторитарен режим се труди да воспостави апсолутна контрола над сите центри на моќ со цел да си ги остварува своите цели, тоест на она врхушка на власт целите, а не целите на граѓаните. И при тоа исклучиво не е секој авторитарен режим сврзан со употреба на насилство. Насилството секогаш за еден авторитарен режим е последната инстанца. Обично авторитарниот режим се труди да
се прикаже себе си дека работи во корист на граѓаните, но покажува тотална глувост за секоја критика кон себе во насока на неисполнување на тие цели за кои примарно кажува дека ги исполнува. Во Македонија постојат критики од страна на опозицијата, но и кај дел од експертската јавност дека се применуваат одредени методи кои се слични на некои авторитарни режими. Го делите ли и вие истиот впечаток? Да, дефинитивно. Принципите на либералната демократија предвидуваат различни центри на моќ кои имаат сериозни ограничувања меѓусебни и кои се контролираат меѓу себе. Ако некој носител на власта сака да воспостави контрола над сите институции, тогаш самата демократија се доведува до знак прашање, а тоа фактички се случува во Македонија. Значи, извршната власт воспостави целосна контрола не само над законодавството и над судството, туку и на институции кои се вон централните државни органи, кои треба да контролираат. Скоро и да нема во овој момент центар на моќ кој може да му се спротистави на ставовите на извршната власт, а тоа е индикација за еден авторитарен режим во Македонија. Дали ваквите режими по дефиниција раѓаат револт кај граѓаните и како тој најчесто се изразува? Сега, значи, прашањето и на политичката култура како ќе се изразува револтот. Обично македонскиот народ не е таков народ кој излегува масовно на улици на во првиот случај кога ќе почувствува незадоволство од одредена владина политика. Значи, го немаме тоа како национален менталитет. Обично луѓето си ќутат и коментираат во затворени кругови колку се незадоволни. Така што, ако во Македонија има протести со значителен број учесници на нив, тоа значи дека многу големо е незадоволството кај граѓаните, имајќи ја предвид националните менталитетски карактеристики на македонскиот народ. Ако тој најмал притисок од страна на граѓаните не успева да вродува со плод, тојаш следува фаза каде што има резигнација и каде што после таа резигнација е можно или да се воспостави отворена диктатура во одредена земја, или граѓаните ќе преминат на изнаоѓање на други не толку мирни начини на отпор. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.